Нема повеќе изгубени документи и предмети заборавени по фиоки. Чекањето во долги редици во институциите за вадење на нови документи или едноставно само за подпис и печат стануваат минато, со модернизираниот национален електронски систем за управување со документи, што го представи министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Новиот систем ќе овозможи електронско доставување на документи, нивна подготовка, обработка како и подпишување на истите, а подносителот ќе си го следи нивниот статус во реално време. Кога ја преземавме одговорноста за системот, затекнавме реалност која не е на ниво на потребите ниту на граѓаните, ниту на институциите. Станува збор за прескапо платен, но дисфункционален систем во употреба во само 20 институции. Во последните 2 години немало никаква техничка поддршка, одржување или пак развој. Не постоеле стандарди за сајбербезбедност и никој не се грижал за безбедноста на системот. Чести прекини и падови го правеле системот нестабилен. Се користел исклучиво како електронска писарница, значи ниту архива, и не се користел за подготовка на документи. Со овие промени ќе се зголеми довербата на граѓаните во администрацијата, а за институциите ова ќе значи меѓусебна соработка и намалување на грешките. Министерот нагласи дека за полесно управување системот ќе биде поврзан со порталот услуги.gov.mk. И во сандачето во услуги.gov.mk вие ќе можете да ги следите сите предмети кои што ги имате пред администрацијата, што значи нема да треба да одите на нов сајт за да истражувате во специфична институција каде ви е предметот, туку сите предмети кои што се со вас поврзани преку пребарувач, ќе можете да си ги најдете на порталот услуги.gov.mk, независно од тоа дали сте аплицирале електронски, кој што веќе е на порталот, или сте аплицирале хартијано. Во моментов се вклучени 20 институции што го користат системот, од кои најголем дел се министерства. До 2028 година, со новиот закон за архивско работење, оваа платформа ќе биде воведена во сите државни институции.